Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Бог нека биде со вас, нека ве води и нека ве чува од секое зло. Денеска ќе размислуваме или ќе зборуваме на тема за свештенството во Стариот и Новиот Завет. Во Библијата постојано се спомнува свештенството и нивната богослужбена активност во рамките на Божиот народ. Исто така факт е дека улогата на свештенството се спомнува само во рамките на старозаветниот период до времето и појавата на Исус Христос со неговото распнување и воскресение. Почнувајќи од дела на апостолите во Новиот Завет, каде што се опишува раѓањето на Христовата црква и развојот на христијанството во средината на првиот век и понатаму, израелските свештеници се спомнуваат само во смисла на нивното обраќање од јудаизамот кон христијанството. За ова можете да прочитате во Дела на апостолите 6 глава 7 стих. Се спомнуваат и во врска со престанување на нивната служба, во кое што своето исполнување се наоѓа во Исусовото првосвештеничко дело. За ова нешто можете да си прочитате во Евреите 8 глава, каде што апостол Павле детално ја разработува оваа тема. Новозаветното христијанство е втемелено на Христовата наука и апостолската пракса, која што не познава некоја институција со специјално свештенство. Уште пред да се дадат 10 заповеди на израелците преку Мојсеј на гората Синај, Бог ги прогласи сите Јаковови потомци за свет народ и за царско свештенство, велејќи: а сега, ако добро го послушаш мојот глас и го зачуваш мојот завет, ќе бидете мое посебно благо одвоено од сите народи, зашто моја е сета земја, и ќе ми бидете царско свештенство и свет народ. Тоа се зборовите што ќе им ги кажеш на израелските синови. Сите првородени машки деца од сите 12 племења на Јакововите потомци припаѓаат на Господ, според Божите заповеди. Сепак, според Божјата волја и избор, како замена за сите еврејски првороденци во тоа време, за посебна служба на Бог е избрано единствено племето Левиево. Ете, го зедов племето Левиево помеѓу сите израелски синови. Левитите имаа задача да бидат помошници на свештениците и да служат во шаторот на средбата и да се грижат за светите садови и останатите храмски предмети. Од друга страна, и самите свештеници припаѓаа од Левиевото племе. Но за разлика од останатите левити, требало да имаат корени и потекло од Аарон и неговите синови. Во времето на Давид имаше двајца свештеници од Ароновото потомство. Тоа беа Елеазар и Итамар. Тие биле поделени на 24 свештенички редови и биле поставувани исклучиво според Божјата волја со посебна облека додека ја вршеле службата. Нивната служба се состоела од принесување на животински жртви пред Господ, кои што народот секојдневно ги носел за опростување на гревовите, или пак во други случаеви, заради благодарност за Божите дарови. Сето тоа е старозаветен систем на свештенство. Има ли новозаветно свештенство кое продолжува и во Новиот Завет? За разлика од старозаветните свештеници, кои во име на народот принесуваа жртви и влегуваа во шаторот на средбата, каде што Бог се објавуваше, каде што останатиот народ немаше пристап во местото каде што се вршеше света служба, првосвештеникот, кој беше посредник помеѓу народот и Бог, влегуваше во најсветото место, светина на светините, односно во Божјата присутност, со крвна жртва од животно за опростување на гревовите на народот. Но новозаветните верници се во многу повозвишена положба од самите тие. Тие со молитва му приоѓаат на Бог преку жртвата која еднаш за секогаш принесена.
Исус Христос е нивен единствен посредник пред Бог. Павле вели зашто Бог е еден и еден е посредникот помеѓу Бог и луѓето, човекот Исус Христос. Ова стои запишано во 1 Тимотеј, 2 глава, 5 стих. Врз основа на оваа посредничка улога, писателот на евреите Павле ги охрабрува верните да му пристапуваат на Бог во потполна слобода врз темел на пролиената крв на Исус Христос. Тој вели: а Христос, откако се појави како првосвештеник на идните добра и влезе низ поголем и посовршен шатор, што не е направен со рака, односно што не е од оваа создавање, влезе еднаш за секојаш во светината над светините. И тоа не со крвта на јарци и јунци, туку преку својата собствена крв и ни прибави вечен откуп. Тоа е запишано во Евреите 9 глава. Потоа писателот ги наведува евреите да го бараат Исус не во земните светилишта, туку онаш светилиште кое не е направено од човечка рака. И вели: и така, браќа, кога имаме смелост да влегуваме во светината преку крвта на Исус, кој ни го отвори новиот и живиот пат низ завесата, односно неговото тело, и откако го имаме врховниот свештеник над Божјиот дом, да пристапуваме со искрено срце, во полна увереност на верата, со срца кои преку попрскување се очистени од зла совест и со тело измиено во чиста вода. За ова можете да прочитате во Евреите 10 глава. Сега паралелата е многу јасна и повеќе од јасна. Секој што го познава старозаветниот систем, знае дека првосвештеникот влегувал во најсветото место, шаторот или храмот, со крв на животно. А внимавајте, Христос како првосвештеник на Новиот Завет влезе во најсветото место во небото, во самото Божјо присуство, кај Бог Таткото. И тоа не со нешто туѓо или некое животно, туку со собственото тело, својата крв. Затоа, почитувани пријатели, новозаветните верници му пристапуваат на Бог како свештеници, кои во најсветото место влегуваат преку Христовата крв, очистени еднаш за секогаш. Единствената жртва што му ја даваат на Бог е нивниот посветен и угоден живот. Гледано преку призмата на Новиот Завет, може слободно да се каже дека во денешно време не постои улога на свештеник. Всушност, не постојат свештеници кои посредуваат за народот пред Бог. Туку има учители, пастори, проповедници, евангелисти, кои го проповедаат Божјиот збор и се назначени преку Светиот Дух за извршување на својата служба. Зошто? За изградување на Христовото тело црквата. Единствен наш застапник и посредник, како првосвештеник, е Исус Христос, кој и денес како свештеник се моли и посредува за својот народ, црквата, за мене, за тебе и за целото човештво. Во Исус е сконцентрирана сета Божја полнота, бидејќи во него е сето старозаветно исполнување. Зошто? Ќе дадам одговор од Евангелието според Јован, 1 глава, првите 5 стихови. Повеќето од луѓето имаат различни перцепции или гледишта за Исус. Од секогаш луѓето се обидувале да го сместат во некоја категорија и да се сигурни дека веќе нема да се измачуваат со неговата личност. Како што фарисеите се измачуваа и велеа: до кога ќе ги мачиш нашите души? Кажи ни ти дали си Христос или не. Се правеле во историјата анкети и мислењата секојаш биле поделени. Мнозина од нив тврделе дека постои еден вистински Бог во три личности: Татко, Син и Свет Дух. Тоа ние го веруваме. Други пак тврделе дека Исус е создаден како и сите други созданија, само разликата е во големината, односно Исус е прв од сите созданија, а другите се после него. Но за Исус треба да се има правилно гледиште, за да го следиме вистински. Затоа треба да сме 100% сигурни.
дека нашето верување во него е исправно и дека тој е единствениот спасител, таков каков што се откри во Библијата. Во Јован, 1 глава, точно е представен кој е Исус и го опишува како збор, наведувајќи 5 атрибути. Ама најважно е тоа што е тој наш правосвештеник. Прво, Исус како правосвештеник, тој е вечен. Во почетокот беше зборот. Јован 1.1. Зачувувањето на Исус, односно зачнувањето на Исус не беше почетокот на се што е тој. Туку тоа беше објавување дека тој постоеше пред да биде создаден овој свет, па дури и пред времето да постои. Второ, тој е Бог. И зборот беше Бог, затоа е правосвештеник. Самиот Бог направи правосвештеничка улога, односно се жртвуваше за човечкиот род, за да го спаси од својот грев. Тој отсекуваше тоа што е и никогаш не бил и нема да биде нешто друго. Тој е Бог. Тој е со Бог. Каква е разликата сега? Тој е Бог, тој е со Бог. Во овие стихови се нагласува тројството, Таткото, Синот и Светиот Дух. Трите личности кои се појавуваат во Библијата биле од секогаш вечно. Вечно постоечки и еднакви по природа. Потоа, Исус е создател на се. Текстот во Јован, 1 глава, 3 стих вели: се создаде преку Него. Во суштина, без Него ништо не е создадено или не постоело. Тој е почеток на се. Потоа, во 4 стих, во Него беше животот. Во Него е изворот на животот, без кој нема живот. Живот кој произлегува од вечноста и во вечноста. Дали верувате во таков Исус? Ако верувате во таков Исус, како што се откри во Библијата, вие сте на вистинскиот пат, како што Исус рече: јас сум патот. Иако тој се отелотвори и стана човек како нас, со исклучок што немаше никаков грев во него, ниту во зачнувањето, ниту во текот на неговото живење, ние нема да престанеме да го славиме како Бог и Божи Син. Само со такво откровение можеме да го славиме Бог правилно и сигурни во своето спасение. Секој обид да се обезвреди таквото верување, човекот сам си става јарем на себе. Бог нека ве благослови, почитувани слушатели, да знаеме зошто Исус е нашиот правосвештеник. Затоа што тој е вечен Бог, тој е Бог кој се откри на човештвото, кој самиот се жртвува и стана наш правосвештеник. Нека му е слава во сите векови. Амин.